7 доброволни противпожарни друштва денес учествуваат во показната вежба заедно против огнот овде во местноста Суитлак. Овде ќе се појават членовите на противпожарните друштва од Штип, Карбинци, Кочани, Битола, Мантово, Злеово и Струмица. Почитувани присутни, почитувани градоначалници, почитувани представници на институции, почитувани граѓани и сите присутни, почитувани браќа пожарникари и доброволни пожарникари, едно добар ден и од мене. Ви благодарам на сите што сте тука и што се потрудивте да овај ден денес покажеме една сплотеност и едно братско постапување кој што треба да биде така секогаш, а секогаш овие браќа и овие посветени луѓе треба да имат поддршката и од надлежните институции и од градоначалниците, бидејќи без нив ние не можеме да функционираме. Иначе 20 години сум во доброволното пожарникарство, краток период бев и во професионалното пожарникарство. Можам да кажам дека напорите што ги прават овие луѓе кога се на терен и кога се во планина се оние надчовечки напори кои што не можат со зборови да се опишат, а она што го правиме и она што го чувствуваме не може ние на приказни, ние на документарна емисија да го направи, да го доживее она што ние го чувствуваме. Едноставно секогаш забораваме на се и одиме да онаму каде што сме повикани. Дури често и имаме расправи со домашните, имаме расправи со жени, со фамилија, само за да одиме и да помогнеме. Затоа треба малце поќе да ставиме акцент и да ги цениме овие луѓе, бидејќи напорите што ги прават не може да се заменат со ништо. Јас сакав ова како воедно да го кажам, понесено од она што овие денови го доживуваме и сплотени како браќа вака се другаруваме и дружиме. И сакам да
да ги представам представниците овде кои што денес учествуваат на вежбата. Тоа се ТПП Штип, ТПП Радовиш, ДПД Штип, ДПД Мантово, ДПД Кобри, ДПД Бргала, ДПД Архангел и ДПД Кочан. Значи, сета ова заложба нивна е она што цело време се координираме и сакаме да го направиме. Денес сакаме да покажеме еден систем на координација, каде што сите заеднички ќе делуваме во една поголема ситуација, каде што имаме пожар кој што понесен од ветрот и се шири на повеќе страни и се координираме сите заедно. Сега му давам збор на граначалникот на Штип да ме поздрави. Почитувани присутни, најпрво дозволете ми да ги поздравам градоначалниците на општина Конче, на општина Карбинци, да го поздравам заменик директорот на Македонски шуми Кире Михаилов, да ги поздравам сите представници на институции кои што се присутни денес на оваа заедничка вежба, но најповеќе сакам да ве поздравам вас, членовите на територијалните противпожарни единици Штип и Радовиш, на доброволните противпожарни издруженија кои што денес заеднички ќе учествувате во оваа акција. Ме радува фактот дека од година во година се зголемува свеста кај сите волонтери кои благодарение на подигнатата свест и потребата од зачувување на животната средина и од подигање на безбедноста на граѓаните се практично формира овие доброволни противпожарни здруженија кои верувам дека ќе помогнат во предизвиците кои пред нас ќе престојат и во име на тоа би посакал помалку работа, но поголема ефикасност онаму каде што е најнеопходно. Ќе ми представува задоволство оваа бројка да се шири од година во година и синхронизирано, координирано да делуваме за справување со огнените стихови кои ќе ни престојат и на тој начин да ја покажеме нашата општествена одговорност која што ја носиме со нас. Како локална самоуправа верувам заедно со нашите колеги ќе вложиме максимален напор во логистичка поддршка на сите доброволни единици за справување со овие огнени стихии и навистина уште еднаш благодарност за укажаната можност, а верувам дека она кое што го поседувате со вас денес на дело ќе го покажете како е потребно да се справува со предизвиците и со огнените стихии. Благодарам уште еднаш и добре дојдовте во Штип. Почитувани браќа, ќе ве замолам да седите на своите позиции, да се спремите. Одиме според протоколот. Јас кратко ќе опишам овде сценариото, можете вие сите да се одите на своите места. Сценариото е во местото Сутлак, имаме дојава за пожар и одма се известува територијалната противпожарна единица Штип, која што со тек на време не може поради голем ветар, поради брзо проширување на пожарот во повеќе правци, не може да најде со сите своји сили не може да се справи и повикува помош од соседни општини и идат на помош територијална противпожарна единица Радовиш, кој што ги повикува доброволните друштва и повикуваме и соседни доброволни друштва, кој што законски така треба да оди цел протокол. За 5 до 10 минути да се наместат моите браќа, јас така сите ги викам, ќе почнеме со официјалниот дел од вежбата. Централа до сите екипи, кога ќе застанете на вашите позиции, ве молам да ме известите. Пример, ТПП е Штип на своите позиции, ТПП Радовиш на своите. Брат, глобала знам ќе дојде одма.
сум